Во Домот на културата Тошо Арсов од Виница беше отворена ликовна изложба на фотограми од авторот Стојанче Величковски од Крива Паланка, а во рамки на одбележувањето на Денот на лицата со попреченост. Изложбата се реализираше во соработка со Дневниот центар за згрижување лица со попреченост и Сдруженијето Мобилност. Представени се 30 експериментални фотографии. Авторот ги создавал во изминатите 10 години. При тоа го користел фотографскиот апарат како алатка за цртање. Фотограмите се правени со техника на камера обскура и тоа се ефекти кои што се добивале со контролирани ефекти на светлина. Но, што се случува кај дигиталните апарати? Дигиталните апарати функционираат сосема поинаку, така да овдека како автор мојата иновација беше да наместо да го користам апаратот како што е предвидено во неговите технички карактеристики, ја го користев обратно. Тоа уметнички би значило дека додека уметниците цртаат со четка на штафелај и цртаат со четката на платното, кај мојата техника беше обратно. Јас цртав со платното, а само ми беше доволно да ја изберам четката, како светлосен маркер. И во тој случај имав само 1 или 1,2 или 3 секунди да ја направам мојата графика. Во почетокот тоа беше страшно тешко, затоа што или ќе го промашев објектот, или ќе излезев надвор од маргините, или нема доволно тоа да го направам како што ми го бара моето дизајнерско око. На овој начин јас успеав да правам графики со својот апарат и задоволството беше на вистина големо. Представувањето на фотограмите во Виница е трето поред. Изложбата веќе гостуваше во Крива Паланка и Неготино, а љубителите на ликовната уметност ќе можат да ја посетат во наредните 2 недели. Во рамки на изложбата беше промовирана и македонската онлайн платформа за вработување лица со попреченост Best Online Assistant, чија цел е да помогне во подигањето на јавната свест и да се грижи за инклузивност и промоцијата на работоспособноста на овие лица. До сега преку платформата се реализирани 10 работни ангажмани на лица со попреченост во различни домашни компании.